На одмор. На одмор, во нашиот рај, на учењето му дојде крај. Се слушаше весела детска песна во автобусот. Джагорот не стивнуваше, а сето тоа беше радост на крајот на учебната година и почеток на заедничкиот одмор. Учениците од петто одделение сакаа да го кронисаат своето заедничко учење и дружење. Идејата за заедничко летување беше на поголем број ученици, а се разбира, нивната идеја родителите и наставничките со радост ја прифатија. Местото за летување беше избрано од самите ученици. Се разбира дека тоа беше нашиот Бисер Балкански, нашиот Охрид, со Охридското езеро. Децата седеа во автобусот и секој разговараше со своето другарче или во мислите правеше планови за дневните лудории на вода или за вечерните диско забави кои беа неминовни на заедничкиот одмор. Еве, погледнете ја Шарпланина, некој викна и покажуваше со раката. Погледнете го Полок, нашата убава котлина. Погледнете колку е богата, дофрли друго момче од задните седишта. Се наближуваме до селото Вруток, додаде наставничката. Да, не сме заборавиле. Таму е изворот на нашата кралица, на реката Вардар, дополнија девојчињата. Еј, Вардаре македонски, ти ја красиш Македонија, се разлеваше песна на која и се приклучија сите деца. Насмевката не се симнуваше од детските лица. По долго и забавно патување пристигнавме во хотелот. Секој од децата сакаше соба со поглед кон езерото. Секој сакаше соба со своето другарче со кое веќе беше договорено. А наставничката ја избра собата што е најблиска до момчињето. Таа знаеше кој може да прави забави во доцните часови од ноќта. Момчињата велеа дека наставничката нив повеќе ги сака, а девојчињата не можеа да се изнасмеат на нивната досетлива изјава. Не поминаа ни 30 на минути, а веќе сите беа подготвени за капење и возбудливо почукнуваа со нозете во место. Тие чекаа не главната, така ја нарекуваа наставничката. Кога се појави и таа во холот од хотелот, сите гласно извикаа. Подготвени сме, можеме да одиме на езеро. А таа само го стави прстот на устата. Шш! Зар заборавивте ова е јавно место? Ве молам да бидете тивки и културни. Сите се сложи и благо ги клатеа главите, во знак на разбирање. Како манечки војничиња се подредија во колона и правец кон езерото. Кога дојдоа до езерото, сите деца застанаа со широко отворени очи. Ја впиваа езерската убавина. Ветрото им ги караше косичките и милите лица. А сите стоеа до водата и се огледуваа во неа. Ги гледаа своите весели насмеани лица. По некој бранче ќе им ги искривеше лицата во водата, а тие се смееа. Нивното љубопитство траеше само неколку минути, а потоа се нурнаа во бистрите езерски води. Се прскаа, некои пливаа, а некои се обидуваа да запливаат. Будното кон наставничката беше секогаш подготвено да даде знак за повлекување или за смирување. Само еден поглед, само едно движење на низината рака беа доволни секое дете да биде на безбедно. Сите деца уживаа во водата, а таа, најглавната, стоеше на брегот и со мил поглед ги следеше нивните игри и лудории. Децата посакаа да се спуштат неколку пати по големиот воден тобоган. Се разбира, секој ветуваше дека ќе внимава. Секое спуштање по тобоганот носеше големи радости за децата. Нивните извици се слушаа надалеку. Секој брзаше по скалилата. Еднаш, 2 пати, 3 пати, а потоа веќе и не ги броеа вештите спуштања. Во еден миг, само едно мало невнимание и во водата го снема малиот Спире. Тогаш вештите раце на наставничката за миг го подигнаа Спире, кој беше многу исплашен од водата. На брегот се слушна голем аплауз за херојскиот подвиг. Малиот Спире, сакајќи да покаже колку е храбар, со брзање се искачи на тобоганот. На радоста на децата и немаше крај, а со нив се радуваше и таа, иако секогаш стоеше покрај нив и ги наблюдуваше. Со зајави сонцето се најавуваше и времето кога треба да се вратат во хотелот, да се подготват за вечера. Сите брзаа, се тушираа, а не заборавија ни да подготват и најнови облеки за вечера, а и за забава. Вкусната вечера ја изедоа со сласт, не го изоставија и сладкиот десерт. Додека го очекуваа почетокот на забавниот дел, девојчињата се договараа кои игри да ги играат, а се договараа кој кого да покани за еден танц. Момчињата
срамежливо седеа на столчињето, како заковани, а девојчињата ја покажаа својата храброст и ги поканија момчињата за танцување. Сите беа весели, се радуваа, се смееа, а таа седеше и се радуваше заедно со нив. Хотелскиот часовник покажа 23 часот и само една крена рака го означи крајот на забавата. Крајот на еден убав прекрасен ден. Еден по еден во колона со окренати глави тивко се прибираа во своите соби. Ноќта ја минаа мирно со убави соништа, за уште поубави мигови на заедничкиот одмор.